Добро, денеска направивме средби со сите потенцијални партнери за во владата. Одржав состанок и со господинот Ахмети, со господинот Зиједин Села предходно, еве сега и со представниците на БЕСА, господинот Билјал Касами и дел од нивната партија. Напредуваме во дел во разговорите, но не можам се уште да кажам дали ќе има договор за влада со партиципиенти 4. Во таа влада нашата коалиција предводена од СДСМ, ДУИ, БЕСА и Алијанса за албанците. Следната средба е утре, ако Конгресот на СДСМ заврши во посоодветно време, ако не продолжуваме во недела со Сабајле. Но дадовме една задача некаде до крајот на оваа недела, тоа е недела, да се обидеме на вистина да ги привршиме разговорите, оти постоиме заради граѓаните. Граѓаните очекуваат да тргне реформскиот процес и верувам дека и времето кое што притиска врз сите нас ќе не направи поодлучни во пресекувањето на одлуките и во делот на суштествените работи и во делот на вкупниот број на ресорите во идниот владин кабинет. Јас сум оптимист и продолжувам да бидам оптимист. Секоја нова информација што ќе имаме, веднаш ќе ја споделиме преку вас медиумите до граѓаните. Повелете. Околу барањата на БЕСА, што за вас од барањата неприфатливо? Редефинирање на државата, јазиците? Навлеговме длабински во суштината. Зборуваме за едно општество за сите. Еднаквоста на граѓаните е императив. Тоа е член 9 од Уставот на Република Македонија. Сите граѓани се еднакви пред законот и пред Уставот без разлика на нивната етничка, политичка, верска, социјална или било каква определба. Тоа е членот 9 од нашиот Устав на Република Македонија. И во суштина, кога навлеговме во сите наши програмски определби, ветувања пред граѓаните, сме многу блиску. Проблемот е во употребата на зборовите, суштината на имплементацијата, важноста на граѓаните и, конечно, реализација на едно општество за сите. Јас верувам дека после сите овие дебати, кои што траат, гледате, по саат и пол, по 2, ќе се дебатира повторно во партиите, за да можеме да направиме исчекор кон приближување. Така да, јас негувам надеж и затоа велам, останувам непоправлив оптимист до последниот момент, но се надевам дека недела отприлика ќе ја заокружиме ова работа, ветив 10 дена пред граѓаните, тоа го ветија отприлика и сите други лидери на политичките партии. Редно е во недела да привршуваме со оваа работа. Господин Ахмет изјави дека во понеделник не очекуваат убави работи. Дали е ова некаков вид на ултиматум за движењето БЕСА до недела да решат што ќе направат? Јас знам дека една од вредностите за кои што се бориме сите се децата, младите и идните генерации. Еден од императивите во овие разговори е, ако не бираме влада во понеделник, барем да го укинеме екстерното тестирање. Верувам дека тоа ќе направи една слобода и кај нас родителите, и кај наставниците, и кај децата, од укинувањето на екстерното тестирање, после полагањето на испитите не ја врши својата улога. Тоа е наше изборно ветување и на другите партиципиенти во владата, го имаат во своите програми. Еве да го сватеме понеделник и во овој дел, дека е позитивен дел. А ако бидеме подготвени, јас сум подготвен да дебатираме за влада и во понеделник, ако навистина ги заокружиме сите работи. Така да, навистина понеделник ќе биде почеток на една недела со убави моменти за сите граѓани. Генерално, Република Македонија, верувам дека наредната недела ќе добие новата реформска влада. Не, заради тоа што разговараме партнерски. Секој разговор со поедин политички субјект или коалиција е взаемно поврзан со сите. Така се разговара партнерски за да може да дадеме здрави основи на тоа партнерство. Одлуките на СДСМ наспроти ДУИ се во зависност и од Алијанса и од БЕСА. Или одлуките, не знам, на БЕСА наспроти Алијанса се во зависност од СДСМ и од ДУИ. И тоа е врзано. Така се водат преговорите, така е партнерски исправно, така да во зависност од одлуките со секој субјект поединечно ќе зависат и комплетните договори за формирање на влада. Благодарам на сите.